важна фигура во целата игра. Здравје и совет, одморете се од време на време. Водолија, љубов. Ќе имате добар ветер во грб кога станува збор за љубовта. Ќе ви се отворат многу врати полесно од вообичаено. Работа. Немојте да навалувате со нови идеи. Иако некои врати малку се отворија, се уште не е време да се експонирате. Здравје и совет. Немојте да правите ништо со сила. Риби. Љубов. Веројатно ќе се чувствувате осамено, освен ако тоа не е ваш избор. Работа. Ќе бидете помалку уморни од се. Некои колеги дури ќе ве задеваат. Немојте да реагирате. Здравје и совет. Размислувајте долгорочно. Почитувани гледачи, добро вечер и добредојавте во првиот мундијалски рапорт. Првиот од купно 20 кој што ќе ги емитуваме се до 1 февруари кога завршува ракометниот мундијал чиј што организатор е Катар. Добре дојде за Стефче Стефановски кој што денес е гостин, а од утре ќе биде домакин во ова студио на Телевизија, подготвено специјално за првиот голем настан во 2015-та, ракометниот мундијал кој што содржува во Катар. Во твојот Катар кој што добро го познаваш и кој што веројатно ќе даде се од себе да организира еден перфектен мондијал. Познавајќи ги луѓето таму, финансиската моќ кој што имаат, се она што го направија како логистика во пресет на светското првенство, има ли сомнежи околу овој мондијал? Ни случајно. Јас дури ќе одам подалеку да кажам дека не верувам дека некој сонува што го чека во Катар. Пошто ги знам многу добро луѓето кои се таму колку се суетни, и колку за нив значат зборовите најдобар, најбрз, највисок, во се да бидат нај, сигурен сум и гарантирам дека ќе биде овој мундијал не од сегашните, него уште долги години нема да. Нема да им смета тоа што не секој знае колку ракометна земја, што почнуваат од нула, што некои работи не ги знаат, ги учат во од. Тие се толку суетен народ кој што во се што прави сака да бидат најдобри. Тргнувајќи од поентата нормално дека се најбогати и се најбогати. Затоа сум сигурен апсолутно, нормално, како секој навивач, нивните навивачи сакаат нивната репентација да стигне што подалеку. Меѓутоа, апсолутно најбитно и тврдо ми ќе видите вие што ќе видите таму, за жал овај пат нема, ќе се видиме за друг пат, јас да видам, дека ќе се уверите во тоа што го велам, дека најбитно ќе им биде на сите, на гостите, на репентациите, новинарите, сите гости кои ќе бидат на тој мондијал, да се чувствуваат незаборавно, да има незаборавно отворање, затварање, кој што ќе се памети уште долги години и на тоа ќе се посветат 100%. Сега, дали ќе биде најквалитетно? Велиме дека ќе биде најгламурозно, најдобро организирано. Квалитетот е нешто сосема друго. Од оние првенства кои што јас ги следев во живо, Шведска 2011 е за мене најквалитетното првенство, со најквалитетното финале, Данска, Франција, со истанчен квалитет, со малку изостаноци. Гледаме дека тука секој ден откажува некое големо име, не игра балон, не игра штербик. Добро е за нас што сите наши момци се здрави и ќе ги имаме на првенството. Дали ова ќе биде најквалитетно светско првенство и што можеме да очекуваме од таа гледна точка? Вака. Многу убав увод ми даде во целото прашање, меѓутоа ќе кажам и тоа дека може само да сонуваме за такво финале, за такво првенство како 2011. Ова сигурно нема да биде најквалитетно, тоа го гарантирам. Почнувајќи од добро што се овие кои што откажаа. Меѓутоа, тргнувајќи од онај квалитет кој што го поседуваа репентациите, таа 2011 и ова 2015 далеку, тоа е разлика, голема разлика. Со жал веќе кога не би сакал пред светско првенство вака да звуча, меѓутоа тоа е факт и вистина дека сепак ракометот последните години во, ако земеме Шпанската лига како една од носителите заедно со Бундесот и така натаму, стагнација веќе има стагнација и таму и во
Данска стани падние, Шведска стагнација, па и Германија може да после Добро, време. сеха лигата и француската лига се во плюс, некако прават Само баланс. Точно така. Се во последно време тоа е што радува сеха француската и некои клубови, да речеме од истокот. Има како Брест и Украина, добро, не е битно. Меѓутоа тие се ластовички. А за да се направи репрезентација, квалитет и поготово првенство, како што беше Шведска 2011 година, ова година сигурно нема да биде. Меѓутоа јас да се надевам и посакувам од срце наредните да бидат така. А дека ќе биде интересно, тоа е веќе друга работа. Дека ќе биде интересно, тоа е сигурно, бидејќи сега има неколку фаворити кои што и по мое мислење и по мислење на другите стручњаци ќе се одвојат, меѓутоа не би рекол дека нема да има изненадување и од сега од првата емисија тврдам дека ќе има изненадување. Сега кредибилитетот, ракометот беше спорт кој што имаше многу висок кредибилитет, сега видовме се делат вајлд карти како тоа да е обична работа. За прв пат во светот на ракометот не важат квалификации, не важи теренот, важат некои други работи. Како гледаш ти на тоа што Германија, сега и Исланд се протнати на ова светско првенство? Не е ова било кое светско првенство, ова е квалификација за Олимпијада. Значи, што се тука има улога на маса? Има додатна тежина. Јас сум секогаш сум бил против тоа. Не против Западот, ај да речем. Меѓутоа против нивните не знам, ќе користам многу тешки зборови или груби зборови, може, меѓутоа уште кога почнаа со нивната доминација во ЕХФ и ИХФ, кога говорам за скандинавците и за германците, тие почна со влечење на водата на своја воденица, со тој начин што го смена прво системот на игра на ракомет. Комплетно. Ова не е ракомет од оне што беше пред да настапи доминацијата на скандинавците и германците во ЕХФ и ИХФ. Тие го сменаат добро, брз центар и така, може би за гледачите поинтересно или било како. Меѓутоа, како гледаме сега веќе и како да се губи оне ракомет кој што ние го познаваме и кој што имаше своји приврзаници со некоја друга игра, некој друг ракомет сега. И затоа не сум јас баш многу и прв бев противник, зашто другите би трошеле пари, енергија и термини и така натаму, луѓето би се трошеле, играчите, не е исто да играш 60 и 80 надпревари во една година, да се трошат за да се квалификуваат таму за наједнаш на Германија и Исланд преку ноќ некој му текнало во ЕХФ или ИХФ, вајлд карта, повелета на светско. Не е тоа исто. Тие за тоа време, значи тие за таа година 2-3 си градеа своја репентација мирно, без претензии, без психолошки притисоци, без инфаркт надпревари, како што знаат да носат тие квалификациони надпревари. И веднаш повелете на светско првенство, кое што носи и пласман на Олимпијада, што е додатна тежина. Апсолутно сум против тоа и мислам дека многу беа против. Ама и уште сега тврдам дека после светското првенство ќе има многу повеќе реакции. Сите сега се пазат пред светско првенство да не навлечат гнев некому. Знаеме како. Добро, веќе одиме на блокот посветен на нашата репрезентација. Нашите момци се веќе таму, светското првенство официјално започна денес со мечот помеѓу Катар и Бразил. Ние утре стартуваме во дуелот против селекцијата на Тунис. Имавме доволно време да ја почувствуваме атмосферата, да се аклиматизираме, да тренираме во салата каде што ќе се игра надпреварот. Колку значи тоа? Од скопската 0 до плюс 22-3 степени во Доха? Не е некоја страшна разлика. Бидејќи бев таму година дена и ги знам сега како се е разлика и тоа каква после мај месец до крајот на септември-октомври е огромна, несватливо и влажност на воздух и така натаму и температури високи преку 50 и така натаму. Меѓутоа сега околу 20 и нешто степени е, знам. Навечер ќе биде малку ладно, тие покрај корништо кога ќе шетате таму, да се сетиш на мене што кажува. Тука ако дувни ветер ќе малце многу ладно, иако не е и далеко од нашите температури, меѓутоа не е нешто страшно да се аклиматизираме. Паметно ли беше да одиме 4-5 дена порано? Многу паметно. Вакви услови, ево јас кога бев селектор 99-та година во Египет и не отидовме 2-3 дена порано. Меѓутоа ова е веќе речиси недела дена порано. И да се тренира таму, тоа е 4-5 дена, не да е доволно за аклиматизација, навистина е време и да се аклиматизира, дури и да се искористи за снимање нешто. Оти се игра само во 3 сали, колку што знам добро во Доха, тие не се премногу далечени, може дури да се сними нешто, да се шпионира од останатите репрезентации, меѓутоа тоа ќе оставам веќе, тоа е работа на тушниот штаб.
Така да ова е идеално. И ако кажеме, и ако знам дека овде има идеални услови за припреми, во Русија хотел, во Скопје и Јане Сандерски тренинг, во Франција, кај што има изворедно, една афричка тип на ракомет Алжир, иако тоа не е, пазите што кажав, Алжир и Тунис, апсолутно ќе видите каква разлика Алжир и Тунис, во пристапот, тоа нешто се кај нас и во игра и во се, бидејќи во туниската, во катарската поготово репрезентација има многу странци и така натаму, европјани, со Валеро Ривера и други, да не навлегувам веќе во ситници. Така да оваа климатизација многу ќе ни послужи. Феноменални услови има за припреми нашата репрезентација. Најбитното за мене и како секој тренер и селектор, најбитната работа комплетно тоа што си го замислил го имаш. Ни повреда, ни болест нема, ни ова. Значи се што сакаш да спроведиш, го имаш пред тебе да спроведиш. И една работа, ево уште сега ќе се осмелам пред почетокот на пред нашиот прв надпревар. Доколку Ивица Обрабен и нашите репрезентативци и стручниот штаб не спремија некои нови идеи како во напад, така во одбрана, нови акции, ново, ќе биде многу тешко. Сите веќе не знаат како дишиме ние, не како играме, доколку пробаме со таа стара игра, не е тоа стара игра, тоа е наша игра, од порано дека ќе се наметнеме со таква игра, многу ќе сгрешиме. Уште од сега тврдам дека не смееме, мораме да имаме некој кец во ракав, што го викаме секогаш. Доколку тоа го сватиле Ивица Обрабан и играчите, со некои играчи тоа и го разговарав и го ако можев да влијам, не знам како, ако тие му пренесува Ивица, дека не смееме со истите адути да одиме, како што го зборува Бред Лондон, Звонко Шундовски, што беше селектор, дека не смееме со истите карти да одиме кои доживеаме дебакал. Сега го тврдам истото. Не смееме да одиме со истите акции во одбраната, во нападот, без ништо да имаме било какво изненадување спремно или било што. Меѓутоа, од се срце им посакувам како сите македонци, најмалку во 8-те и пласман на Олимпијада, а се друго е фантазија. Добро, ќе елаборираме детално за нашата селекција и нашите противници, конкретно првиот утре Тунис на Хасан Ефендич, да погледнеме како македонскиот представник во официјалната химна на светското првенство Даниел Кајмаковски не представуваше тоа химната која што ќе ја слушаме во наредните 19 дена во Доха. تعال يا ولد. The time is now, the chance is yours to come together and to be united. Sing and dance, spread the joy. The dream is ours, and together we touch the sky. Sit and fight, earn the right to live your life and be called a champion. Hold your breath, seize a moment and live it. عيش كل لحظة وجدد فيها حلمك. فيها أكيد حاجة فيك بتميزك عن غيرك، دور على القوة فيك. كل يوم في جديد، شوف في مراية حلمك كيف حقيقتك. ما تخليش يوم لطموحك تروح لبعيد. حب وعيش، خلي الفرح جوا العيون، يرسم أمل جديد. عطي لحياتك الفلوس، يندوح على الأوان.
враќаме во студиото на Тера телевизија. Стефче, утре не чека Тунис, не чека веројатно надпреварот кој што може да ни го одбележи цел турнир, барем групната фаза. Ние некако правиме комбинации пред да почне турнирот кој што не важат повеќе кога ќе се излезе на терен. Има прва и основна цел да се мине групата, веројатно втора основна цел да не се биде четврт, бидејќи вкрстувањето не носи многу веројатно на светскиот првак Шпанија, а веднаш потоа и да бидеме максимално подготвени за тој 25 јануари и првиот нокаут меч против осмина финалето против било кој противник, бидејќи тој меч ни кажува дали ќе имаме супер позитивен или просечен турнир. Сега, како најдобро да се доближиме до тој 25 јануари? Значи, 5 надпревари кои што се важни, меѓутоа воопшто не се толку важни колку тој шестиот, осмина финалниот. Многу убаво постави прашањето. Меѓутоа, тоа е едно време за елаборирање, малте не еден ден треба да се елаборира. Зошто го велам? И сега ме уозбили наеднаш. Затоа што знам што значи тоа на светско првенство кога се оди и кога ги знаеш противниците уште одамна, пред една година, така да секој противник, не велам ние да менуваме игра, тоа ни случајно. Меѓутоа, ние мора да знаеме пред секој противник, сега е нареден прв Тунис. Пред секој противник треба да, како јас, како тренер и селектор, треба да знам кое е моето оружје, кои се моите војници кои ќе ги изложам во нападот и во одбраната против Тунис и со која одбрана и напад ќе се противставам на таа репентација. Бидејќи сите репентации не играат, тоа веќе не кажав ништо, не измислив топла вода дека не играат исто. Значи, секој надпревар си носи тежина и начин и приод кон тој надпревар со тежина за себе. Меѓутоа, Тунис, првиот надпревар, многу убаво го кажа, не е многу значаен, најзначаен надпревар. Првиот надпревар, тоа е јавна тајна дека, не јавна тајна, мислам, тоа сите го знаеме и за секој големо надпревар, првиот надпревар е најголемото. Меѓутоа, за нас е особено. Зошто? Не е само тоа дали ние ќе добиеме и изгубиме. Иако овие играчи докажаа досега дека е психолошки изворено снажна генерација, дека не паѓа така лесно под притисоци и така натаму, сепак првиот надпревар е многу битен за психологијата на играчите. Доколку го добиеме, ќе добиеме голем импулс. Меѓутоа, не значи тоа да летаме во облаци па наредните 5 да ги и пак за да биде за џабе и добијаниот надпревар со Тунис. Меѓутоа, како импулс, како елан за понатамошна борба со другите репентации, многу битен надпревар. Ама нема да заборавиме ни на Австрија, ни на Чешка, на Хрватска и така натаму. Секој надпревар тежина за себе, секој надпревар приказна за себе, секој надпревар не дај Боже носи казна, носи повреда, носи болест, наредна промена на репентација. На сето тоа нашиот стручен штаб веќе долго време знае и противници се мора да биде спремен и мора адекватно да се реагира, затоа што таму нема време за кукање. Иако е сега, извини, само уште ова да додам дека од времето кога јас бев селектор, сега е многу потешко, затоа што сега полесно, затоа што сега е преку еден ден напреварите. Првите 2 не играме 2. А после играме преку еден. Тоа е многу битна. Немате појма колкава е тоа добивка за еден тренер да имаш еден ден на располагање после напревар. Не играме ден за ден. Дали добил или не, психологија да немаш време преспијана ноќ, другиот ден те чека другиот надпревар. Меѓутоа веќе овие наши момци веќе неколку големи надпреварувања имаат во нозете, имаат искуство од ова. Јас верувам во нив од се срце. Сега дали Иви Собрван ќе го извади она најдоброто, а го има многу, има резерва во овие играчи, и уште има резерва. Ќе видиме на. Еве додиме детално, кои се позитивните страни на оваа наша репрезентација? Борко брани одлично во Кретеј. Кире е прв стрелец во Лигата на шампионите. Манасков после операцијата како нов, никогаш подобар. Во репрезентацијата сепак има и проблеми. Се она што се случуваше во Металург. Играњето, неиграње на одредени ракометари, како Наумче Мојсовски, како Филип Лазаров. Што тука гледаш како баланс? Позитивното над негативното? Што ќе преовладее? Ова е прв голем турнир во кој што очекуваме повеќе и од Вугринец и Прибак, кој што Прибак имаше едно символично учество во Данска, Вугринец не настапи, сега ги имаме како дополнителна вредност тука. Ако сега не ги добиеме Вугринец и Прибак, зошто му дадовме државјанство? Макар да јас и сега тврдам и јавно го зборувам тоа дека не требаше, меѓутоа тоа е работа на селекторот, работа си на федерацијата, тие се одлучија дека треба да добијат, нема проблем. Дека се квалитетни играчи, да се разбереме погресно, апсолутно не станува збор. А дали требаше, јас тврдам не. Меѓутоа,
некој друг тврдеше да, си ги добие и сега треба да докаже тие зошто го добија дошевенството. Треба Кира да добие Лазаров, макар да не ја гледам зошто која е тој одмор што треба да го добие Лазаров кога игра само напад. Кој е тоа? Прибак. Имаме треба да го одмори Наумче Мојсовски, Миркуловски и така натаму сите на позиција на среден или полубек и така натаму. Класични леви бекови Лазаров. Тука ми е проблемот затоа што Филип немаше колку што јас барем го пратев Вардар, некоја минуташе во Вардар, тоа може да биде голем проблем за нас. Прво ме праша за плусевите. Плусевите се овие, што и самиот ги кажа. За Лазаров, Борко, јас би го додал и тука и тројцата голмани, само Борко. И Ангелов и Митревски имаа минутаже и до одлично се покажаа во цела сезона. Значи, тројцата голмани ги имаме, барем до светското првенство на ниво. Кај ни се пикерите? Ванчо скоро не играше, Стојанчо Стоилов не знам по 10 минути во Вардар, а да не зборувам за Никола Марковски. А не е пикерот кога зборуваме за репентација која што сака да се бори за Бразил, за Олимпијада и така натаму, значи треба да биде комплетна репентација. Сега ме праша за слабостите, еве сега почнаме со тоа. Малиот на Наумче брат му Златко игра во Прилеп, не е исто да се игра во Прилеп, да се игра со Радовиш и Сова и да се игра на светско првенство, значи замената за Георгиевски последните надпревари, она што го гледав, не ме радува многу, иако има блесоци. Тој е играч кој што премногу варира за мој вкус. Наумче Мојсовски, знам дека добро го познаваш. Да. Огромен прашалник. Ќе биде ли Наумче оној од Србија? Колку повредата остави трага, неиграњето во континуитет во првиот дел од оваа полусезона во Металург? Проблемите во Металург? Познавајќи го колку емотивец, ќе остави трага. Ама друга една работа што ја тврдам со главата, дека тој ќе го остави срцето на паркетот и дека ќе биде срцето на репентацијата. Ако Кира Лазаров да биде тупаницата, тоа ќе биде тој срцето заедно со Миркуловски. Наумче и оден пред да заминат што се слушаме е топ спремен, барем по негови зборови. Физички разговараме сега. Забравено е се она што ги има се уште проблемите со Металург и со другите од Металург играчи кога разговарам, барем со оние што има прилика да разговарам, ќе се заборави тоа и комплетно ќе биде посветено, бидејќи тоа има нивни плюс. И што и да случи со Металург, после тоа и да треба да се бара клуб, друго е кога бараш како ученик на Олимпијада, друго е кога си, не дај Боже, си настапил само катастрофално на светско, тоа не ќе ни да помислам. Така да имаат мотиви и се спремни физички, тоа го знам од нивното, она што ви кажа. Меѓутоа, има други работи. Ај се да не навлегуваме танчина, само една работа ќе кажам. Веќе не знам кои децата на улица знаат дека одбрана играат Јоновски и Велко Марковски. Доколку еден од нив Кикс го гледав Ивица пробуваше нешто со Стојанчо Стоилов. Прво, изборот на човекот што треба да игра тројката и четворката, Стојанчо Стоилов не е тој. Ама сега да не сегам да навлегувам уште пред тоа, бидејќи сакам да се бидам оптимист како што сум цел живот, затоа да не навлегувам во тие негативните, позитивните страни се тие. Брзата игра, прво, јака, многу силна одбрана. Мора да имаме резервна варијанта за 6-0-та, тоа што ќе играме одбраната, пошто знам дека тоа ќе се игра и таму. 5-1 се тренирало нека одбрана, 5-1, меѓутоа каква и што, како ќе изгледа на теренот ќе видиме. Одбраната, доколку имаме како што треба одбрана, со голмани како што си знаеме нашите голмани да имаат ден на ова, мислам дека можеме далеко да дотуркаме. Доколку во одбраната имаме проблеми, тешко ќе биде, затоа што на поставен напад немаме ни освен Кире Лазаров, разбивач, видовте со Франција како поминавме кога го затворија Кире Лазаров, и затоа и нема, и она е мое коментирање зошто од странци. Тука е странец, лев бек, разбивач, да му поможи на Кира, не на десен бек ние даваме државјанство. Меѓутоа тоа некој друг го решава. Недановски или Ојлевски? Одлуката на селекторот беше Недановски? Знаев и тоа дека ќе биде уште пред да ви кажам искрено и кажам на гледачи дека Недановски ќе биде. Не е нешто друго него заслужи да се разбереме, Бутин е добар играч, одличен играч. Ојлевски не може да добие пред Недановски затоа што Недановски игра одбрана. Тоа му беше потребно затоа што сега почнав и стручно. 6 играчи имаме половњаци ние, кои што играат или само напад или само одбрана. Еден од тие кои што игра и напад и одбрана е Владо Недановски. Може да го искористи, не знам колку го знае Ивица Обрзо. Јас кога беше Опелисе го користев и на преден играч и на двојка го користев. Значи може на неколку позиции да се искористи. Тој е многу брз, многу интелигентен играч. Ако се стави не сака многу дисциплина, меѓутоа ако се стави во шема, страшно корисен играч. Затоа што игра во двата правци.
Дури ни Манасков Дејан не игра во двата. Дејан може да игра само преден, ама е понизок, ова е многу брз и повисок, така да и поснажен. Игра и на двојка, и во халф во 3-2-1, доколку ја практикува, не знам, оти некоја модифицирана практикува и одбрана меѓу 6-0, меѓу 5-1 и 3-2-1 одбрана, така да и двојка и петка може да му користи. Да се надеваме физички дека ќе биде во ред, бидејќи последно време имаше доста... Да, затоа е предноста на Дојлевски. А реализацијата не му е слаба страна на Недановски, на Ладо, така да јас лично исклучително си го ценам него. Плюс е искусен играч, веќе 30 и нешто години има. Така да мислам дека може да биде тоа едно од тие евентуални неизненадувања, меѓу освежувања, да ги кажеме во нашата репрезентација. Добро, сега одиме со еден краток одмор со рекламниот блок од нашите коментенти, а потоа завршниот дел од денешниот мундијалски рапорт. Трио Плюс, дисконт за алкохолни и безалкохолни пијалоци на 3 локации во Битола, Прилепска кај Атпазар, кај Дебојот и на улица Далматинска во Пазарот, и на уште една локација во Ресен, на улица Ленинова, наспроти Пазарот. Трио Плюс, на едно место. Најголем избор на пијалоци. Дамбој инженеринг. Продажба на станови во изградба. Продажба на готови станови. Изградени со најнова технологија, со собствен паркинг простор. На локација улица Ѓорче Петров кај градинката Пролет во Битола. Дамбој инженеринг. Ние ги градиме домовите на среќните семејства. 24 години со вас. Office Store. Комплетна линија на канцелариски производи. Електронски апарати за канцелариското работење. Канцелариски мебел. Ние секогаш нудиме повеќе. Office Store Битола. На 2 локации. Пелагонка 2 и кај градскиот часовник. Елеганција. Квалитет. Креација. Класика. Во ритмот на животот. Линкести. Се наоѓаме пред самиот крај на денешниот прв воведен мундијалски рапорт со Стефче Стефановски. Стефче, утре не чека Тунис, меѓутоа не очекуваат и уште многу надпревари, преку 80 во наредните 19 дена. Светското првенство некако го стопира ракометниот свет да се насточи само кон Доха во овие 2,5 недели. Некако извоени се фаворитите, рече дека ќе има изненадување. Еве, кои се твоите фаворити од сенка, репрезентации кои што може да го искористат ова светско првенство да се лансираат? Сите знаеме и букмекерите кажаа Франција, Данска, Хрватска, можеби Шпанија и потоа голема разлика. Сега кој од тие останати репрезентации од тој втор шаблон можат да скокнат? Така. Вака, прво на број 1 одмah ќе кажам Катар. Познавајќи го работата, менталитетот и времето колку што е веќе во Катар, неколку 2-3 години ако не се лажам, да, Валеро по светското Ривера. првенство, да. Така е. Валеро Ривера, значи имаше доволно време да сними што е квалитет, да си доведе што имаш, како што ги донесе Жарко Марковиќ, голман Стојановиќ од Црна Гора и да рездам и другите. Така да има многу опасни, плюс домаќини. Не е страшно ништо, мислам, немојте да очекувате некој навивање не знам какво во Катар, не. Тоа не. Меѓутоа сепак како домаќини, искусен тренер, а и европска, а има уште неколку, се не се сеќам не јас добро кој има државјанство добиено во катарско државјанство, така и скандинавци. Кој нема? Мислам. Да, Има многу. Така да е таа европска, како е викаат репрезентација во Азија, така да таа е многу опасна. Многу да може да бидат опасни. Полска, еве сега кој што никој не ја спомнува, ја спомнам. Знаете зошто дека сега играа Лена со кој надпрева прво полувреме со Шпанија, мислам. Дури водеа. Несватливо за мене, селекторот нивни зашто второ полувреме апсолутно непојмливи, не знам некој, дури ја гледав на интернет. И несватливо зашто такви промени. Дали на вистина сакаше да замаскира, па толку и тој самиот се збуни, дури се замаскира и самиот, не знам. Исланд е непознаница,
што ќе донеси, исто како и германците. Јас лично не ги... Шведска? Шведска, да. Има и добри резултати. Се враќа има Ким добро- Андерсон. Ето, тоа сега да кажам. Со Ким Андерсон не е исто и без него. Така да Шведска може да биде на во тој ранг со Катар. Тунис може да биде многу непријатна на терен во Африка. Од една страна, од друга страна на клупата Сеат Канзенефен и Стар Волк, веќе не знам јас колку години е тренерски. Ги знае сите, премачкан сите масла, ги знае сите прилики во ракометниот свет, а игра на терен не свој, ама да го речам некако свој. Има многу тунижани во Катар, затоа што не знаете да ви кажам, има многу, не само ракометари и спортисти, него има воопшто тунижани што работат во Катар, ќе видите во надпреварите, така да има неколку, ете да ги наброивме. Под знак прашалник, еве пак ги кажам, ставам Исланд и Германија, не сум ги гледал, појма немам никој што ќе носи. Последното што знам дека исландјаните као доаѓаат и комплетни, со Палмарсон, не знам, имаше проблеми со носот скршен. Да, ќе биде во ред. Да, ако биде во ред, тоа ќе биде комплетна. Значи, единствен страв као му било на селекторот, само Палмарсон, доколку биде комплетна. Бразил, една репрезентација Да. која што остави многу симпатии во Намерно Шпанија. на крај остави. Репрезентација која што некако не се комоти кога играат со Бразил, ни фаворитите. Никој. И не сме да биде комотен. Јас имав прво, од 99 имам негативно искуство со нив. Каде што моравме ние да биеме во секој случај, меѓутоа ништо не менуваше, секако ќе бевме, бидејќи наредната противник ни беше Шпанија, кој е светски шампион, вице шампион, мислам, не знам како беше тогаш. Така да се едно ни беше. Мислам, а меѓутоа мораме да добиеме, не е се едно да на светско да добиеш и да загубиш. Ние изгубивме разлика, слабо одигравме. И од тогаш Бразил има еден подем. Може би за некого неприметен, може би за некого... Меѓутоа, во женскиот ракомет, знаете до кај е сега? Да, тој е на светски. Браво. А сега и од младински категории. Јас не зборувам само за сениорски, него од младински категории. Сега исто тоа се префрлува и на ова. Зошто го зборувам? Бразилците се една, си ги сакам затоа што се ме посеќаат на бивша Југославија. Се една страшно надарена нација за спорт, колективни спортови правиме муабет. Тука се кошарка, одбојка, фудбал, ракомет, ватерпол. Тие не се ватерпол, овие другите 4 се во секаде, се, ако не на врвот, при врвот. Тоа беше Југославија, бившата. Затоа велам и за музика. Затоа се опасни. Природно се надарени. Доколку се најде човек кој што не се дисциплинирани, исто тоа е моја мана и на катарани, не се дисциплинирани. Доколку се најде човек што малку ќе ги канализира, ќе ги дисциплинира, со добро познавање на ракометот, мислам добар стручњак, страшно опасни може да бидат. И тоа е затоа намерно на крајот ги имав оставено. Најголемата непознаница за сите, не само за мене, ќе биде Бразил се до после првите 2-3 надпревари да се види со што располага. Меѓутоа дека некој ќе игра лагодно со нив, тоа ни случајно. Добро, Стефче, благодарам. Многу успех, пријатно следење на надпреварите. Се надам за гледачите многу новини, тактичко нема дилеми дека ќе бидеме максимално подготвени како и ракометарите таму и да се надеваме дека ова ќе биде историски мондијал за сите нас и дека кога ќе го анализираме таму некаде во февруари со насмевка на лицето ќе констатираме дека ова е тоа што го чекавме. Па јас се надевам од се срце да биде успешна за нашите репрезентативци. Убаво да си помините во Доха, кога ќе шетате покрај Корниш или во ринг С, Б, ќе ги видите кои се шосе таму кога ќе стигнете. Ќе ми ги поздравите од мене. Може би ќе се приклучам во втора фаза. Се уште не е одлучено, не е решено, меѓутоа дека ќе имате феноменален и пријатен престој, нешто незаборавно, во тоа сум сигурен и ми посакувам така и да биде. Благодарам. Вие, почитувани гледачи, бидете со Телетелевизија секој ден од 20 часот со Мундијалскиот рапорт од Доха. Пријатна вечер.